Почитуван председателе, што толку во изминатиот час можевме да просведочиме на брутално прекршување на деловникот. Се предлага комисиска интервенција за амандман, а при тоа знаејќи дека не може ништо од тоа што се бара да се реализира. Каква класична злоупотреба на тема која што во изминатиот период го обременува македонското секојдневие. Почитувани представници од мнозинството, не можем да му се обратам директно на колегата, заради тоа што, знаејќи каков епилог ќе добие целава работа, не е тука. Човекот евидентно се заборави каде е и мислејќи дека е во партискиот штаб на СДСМ и дека држи пресконференција, а не во Собранието на Република Македонија, и дека не дискутира директно на тема која што може директно да ги реши проблемите на граѓаните, безочно изманипулира или согласно процедуралната забелешка која што ја добив преска, не ја говореше вистината. Каква несериозност, малодушност и политиканство. Внимавајте, пратеничката Ели Панова, колега повелете, предложи 305 милиони денари за бесплатни ПСР тестови. Колегата Костадинов излезе и вели 1 милиарда. 1 милиарда ние ја најдовме, а вие седејќи во ходникот и следејќи ја дискусијата не влеговте тука и да објасните зошто предложувате, ако не знаете од каде ќе ги земете парите. Зошто кога предложувате за вакви работи, нешто што треба да спаси животи, човечки животи, доаѓате неспремен и употребувате квалификации дека вие го правите тоа заради тоа што ВМРО ДПМН правело собири. Колега Костадинов, размислувајќи во насока да го решиме и тој проблем и да ве елиминираме од таа мака, одлучив да ви предложам нешто сосема друго. Велите вака, собирите на ВМРО ДПМН. Ајде системски да ја решаваме работата. Ајде да ја елиминираме причината за собирите. Ајде веднаш, вие како партиски портпарол, заедно со пратениците од вашата партија, повикајте ја вашата партија и председателот на владата веднаш да ги прекине тајните преговори со Република Бугарија и тоа пазарџиско однесување кое што распродава северно што е во суштината на македонскиот идентитет. Понатака, велите собирите на ВМРО ДПМН, што правиме со редовите пред болниците? Дали вие луѓе следите вести и дали знаете дека пред 2 или 3 дена во болницата 8 септември имаше ред каде што пациенти кои што се позитивни чекаат на ред за преглед, а тоа не се собири, така? Значи собири се само вие на ВМРО ДПМН, а тоа што луѓето молат за прегледи и тоа што луѓето чекаат, дури и позитивни пред болниците, тоа не е собир. Али битно да се каже нешто, колку да се каже, да се излезе тука, да се проба авантуристички, да се изигра одредена работа, при тоа надевајќи се дека некој не мислејќи на доброто на граѓаните нема да ја прифати и да бегате да седите во ходник додека се разговара за такви работи и да влезете од кога ќе заврши гласањето без при тоа да го знаеме вашиот став за вашиот предлог. Господине Костадинов, вака ќе ви кажам, да играте на ниски страсти по 61.878 вкупно заболени, на 21.166 активни случаи, не би рекол дека е несериозно. Тоа е монструозно или како што вие обожавате да кажете кога говорите и кога беседите тука, дека е морбидно. Ама не се секирайте, ова што вие сега тука го направивте и тоа што го правите изминатиот период, бритоа справувајќи се со овој вирус, немајќи ниту едно системско решение, туку адхок, тоа е веќе друг проблем. Понатаму, можете да се смеете колку сакате, ама знаете што, вака како што сега вие се смеете, а не ви се смее, така ви се смеа вашите колеги, кога искочи колешката и кога го образложи амандманот и од каде тоа ние најдовме пари, од каде пари 1 милиарда, а вие поима немавте, така ви се смеа на вас. А така ви се смее и народот, заради тоа што ништо од тоа што го правите нема чиста намера. Има само намера за политички замнини и намера тоа што е до сега колку толку нешто оставено во справувањето на вирусот
да се деторизира. Многу несериозно и многу морбидно. И затоа, во наредниот период, уште повеќе ќе се соочувате со шамарите на бруталната реалност која што ви ја дава секојдневно народот на оваа држава во сите сфери на општеството.